На четвртиот ден од предизборната кампања за председателските избори, кандидатот Гордана Силјановска-Давкова и коалицијата предводена од ВМРО ДПМН одржаа митинзи во Виница и Кочани. Обраќајќи им се на граѓаните, Силјановска рече дека во државата недостасува демократија, затоа што се спроведува волјата и интересите на тесна група луѓе од власта, која воопшто не води сметка за проблемите на граѓаните. Ние се залагаме за право и правда по мерка на стандардите на Европската Унија. Право и правда кои важат за сите. Право и правда во определена процедура. Право и правда според уставот и законите, а не според нивните партиски одлуки. Нивната правда и нивното право се политички и партиски, но тоа нема да бидат наши. Еден председател кој ќе тврди и ќе ги уверува и ќе докажува дека е од народот со народот и дека се грижи за него, е должен да ги представи тие проблеми, да ги презентира во своите обраќања пред пратениците, за да ги чујат граѓаните, за да видат дека таа им докажува дека е со нив и дека мисли за нив, за да се направи демократски притисок на оние кои ги носат одлуките и политиките. Тогаш тој председател, тогаш таа председателка ќе биде задоволна, кога ќе чуе дека има одговор на поставените прашања, дека одговорот е соодветен. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски побара подршка од граѓаните на Виница и Кочани за кандидатурата на Силјановска-Давкова, за, како што рече, да се исполни сонот за Македонија во кој државата и граѓаните ќе се ослободат од неправдите и криминалите на актуелната влада. Ајде да го поразиме заедизмот. Ајде потоа заедно рамо до рамо да си бидеме потпора еден на друг, грб до грб. Да ги поплавиме улиците овде во Кочани и ширум Македонија и на нашите соседи, на нашите пријатели, соработници, роднини, да им го прераскажеме нашиот сон за Македонија. За оваа Македонија честита, достоинствена и горда, а не Македонија опустошена, оплячкана и омаловажена. Тоа е изборот на овие председателски избори. Го имаме Стево и ја имаме Гордана. Имаме човек, имаме кандидат кој со сета своја харизма, со сето свое животно искуство, со сите оние генерации кои што поминале на правниот факултет, кои што добиле знаење, но и со сета додадена вредност што утре може да ја даде на Македонија како држава од местото председател на Република Македонија. Тоа е нашиот избор. Добри луѓе, браќа и сестри. На митингот во Кочани беше речено дека е несватливо колку лесно е распродаден македонскиот идентитет за туги интереси и дека победата на председателските избори за Силјановска-Давкова ќе наметне брзо организирање и на парламентарни избори. На крајот, Мицковски побара подршка за кандидатката на ВМРО ДПМН, со што граѓаните ќе се изборат институцијата председател на државата да остане честита, искрена, независна и ВМРО-вска.